Може би некој од тие мали ѓаволи навистина го имаше измислен оној рит, Сентерлевиот. Може би тој воопшто не постоеше. Некој го измислил во својот сон, во стравот, во страшниот очеј. Проклет да бидам. Сами од себе се колнам, јас станав неверник. Лаж го. Во мене се родија некои проклети, лоши чувства. Неосетно почнав седам разум во домот, дури и децата. Ќе им покажам јас на тие мали гадови. Сигурно вие мислите дека тоа беше толку просто, едноставно, лесно. Вие сигурно не знаете. Треба да се побегне од тоа место, далеку, далеку, да останеш на пат, да паднеш на патот, сонцето да те изгори, но да не се вратиш. Никогаш повеќе во тој дом, во таа глува куќа. Никогаш, никогаш. Очите да не им ги видиш на тие луѓе, да ги оставиш сите луѓе, да бидеш сам, сосема сам, мило дете, мало човече, да се скриеш во некоја темна, длабока пештера, настрана од сите, од секој човек. Не смееш повеќе со нив да се дружиш. Нивните зборови се лажни, нивната љубов е лажна. Така мило ти се насмевнуваат додека им паднеш в раце, додека те зграбчат. Потоа како малечко звере ќе те фрлат во кафез, во строј, во редот, во проклетиот дом. Бев полн со омраза, со горчина. О Боже, нешто страшно, безумно се заврзуваше во моево срце. Но тогаш дојде се колнам. Во што сакате можам да ви се заколнам? Ми рече, што е Леме, ти веќе не веруваш? Тешко тебе, синко. Верувај, Леме. Верувај, малечок Леме, ме преколна во мајка. Проклет да бидам. Пак што? Може би навистина постоеше тој рит Сентерлевиот. И секако да почнуваше од него. Љубовта, омразата, вистината, лагата, клетвата, молитвата, добрината, пцостите. Кејтеновата болест, чудното оздравување. Неговата болест беше сонот. Проклет да бидам. Сонот. Не се израдува кога го ослободија. Видов како со мака го измолкна од подрумот. Сакаше да го остават таму, на глувците. Проклет да бидам. На глувците. Изгледаше уште потажен, поосамен, туѓ, далечен. Веднаш штом го допре виделото, тој како покосен падна на земи. Проклет да бидам, беше мртов. Ќејтен е мртов? Ќејтен умира. Ќејтен умре! Се разврескаа момчињата насекаде по домот. Веднаш се расшири страшната вест. Ќејтен веќе не е жив! Тоа никако не можев да го разберам. Проклет да бидам. Ако некогаш поверува во такво нешто на тие лажговци, како може ќејтеновиот син да не е жив, мислев? Како може тој во земјата да биде покриен, да лежи, да не се движи? Никако не можев да разберам дека неговите живи стапалки некогаш ќе бидат избришани. Уште помалку можев да разберам дека тој не ќе се смее. Проклет да бидам. Неговата смеа. Што би било тогаш со денот, со ноќта, со сонцето, со звездите, со ветрот, со водата, се на земјава би станало глуво, пусто. Не можев да разберам како би можел тој да поднесе толкав молк. Земјата да не лета, да не измислува, да не патува. Лажговци! Сакав да им викнам на сите. Проклети лажговци! Задзвони камбанчето. Проклет да бидам. Смрт. Вчас беше нарушен сиот домски ред. Туку гледате од сите страни како трчаат љубопитни, глупави, глават ќе се искршат. Секој сака да ја види неговата смрт. Проклет да бидам. Ќејтеновата смрт. О, Боже Господи, проклети! Лежеше мртов, неподвижен во црната усвитена прав на дворот. Смрт. Таа страшна слика, тешко сознание и најлудите и најпакосните зачас ги смири. Тоа беше прв случај толку одблиску, толку вистински да ја видиме нашата смрт. Смртта на едно дете. Исплашени од таа помисла, опаметени без збор од нешто уште помоќно од зборот, што беше сосема непознато, што невидливо кружеше над нашите глави,
Гледаш, таа опомена има сила на влијание врз сите присутни. Наеднаш се стануваат, записуваат неми се, разжалени. Проклет да бидам, усложни. Неумрениот му требало бел чаршав за да не го гори сонцето, чаршав веднаш се донесува. Неумрениот му требало шамиче за да му се избрише крвцата од устите, другарката Оливера Срезовска со солзи го подава своето. Проклет да бидам. Таа плаче. Се колнам, видов. О, кутрото момче. А какво даровито, силно момче беше тој ќетен. Да, тој беше сила. Во него имаше нешто необично, нешто друго, човечко. Не беше тој обично детиште, не. Да, беше талент, енергичен, храбар. Од ништо не се плашеше, се издржуваше. Писание. Проклет да бидам. Тоа до првиот грст земја, а потоа истите тие дорковци почнуваат веднаш на глас да се подсмеваат, па неќе заборават да речат, па најпосле му дојде крајот. Живи Бога, веќе беше ред. Од него немаше живот. Да, сега сме спасени, свршена работа, нека му е лесна земјата. Бог да го прости, ама си го бараше. Си заслужи еден ваков крај. Беше голем, неварен имајко, непокорен, тврда глава. Секогаш нешто важен, горд, од високо. Во него живееше нешто ѓаволско, лошо. Таков беше тој, таков страшен, лоша крв, нечиста. Ами ако оживи, некој поприбрано идиотски расудуваше. Тогаш како под команда замолкнуваат сите гласови. Се чекаше дека на домскиот лекар стриче Сили Николовски. Тој ќе ја прекине неизвестноста. Набргу пристигне и стриче Силе Николовски. Беше дремлив, од кревет го кревале, во влечки дојде бос, така како што се затекол. Само што мигнал малку нешто, главата го болела, пред некој ден имал тешка операција во болницата и од тоа уште не можеше да се ослободи. Некој му морал да му го вади душникот. Млад човек, богати, роса. Немало друго чаре, во душникот му влегла круша. Како лечи ме велеше, по 50 на години кога ќе видат ќе речат кланица, касапи. Проклет да бидам, касапи. Беше подсилен впечаток на случајот. Тоа очигледно многу го имаше погодено, само се тувкаше. И секогаш по една таква возбуда, кај него брзо навираат други чувства, се пренесуваше во војната. Случајот го поврзуваше со слични такви случаи од борбата и беше невозможно тогаш да го запреш. Пациентот нека си умре, тој ќе раскаже за се во подробности за тие страшни фортуни од војната. О, мили деца, бидете среќни што заврши таа проклета војна. Таму како се колеше пилење мој, касапница. Еднаш тоа беше во Сливо, во партизанската болница, еднаш на Славе, еднаш во Егејска Македонија, па Богомила. Мили деца, ви велам, што беше тоа една касапница. Ранениците беа качени на магариња, сме залутале, се најдовме на едно ритче, пустите магариња се излизга од ритчето, зимно време, мраз, на глава, на шија се истркаа луѓето во едно долиште. Истриете другари, им вели другарот Марко, вашите имења со златни букви ќе бидат испишани во историјата, да живее слободата, да живее револуцијата. О, мили деца, немаше друг спас. Операција на самото место. Земи го се кирчето, Силјане Николовски, ми заповеда другарот Марко. Ајде, што гледаш? Ајде, спасувај ги луѓето. Може би тоа беа нашите татковци. Проклет да бидам. Нашите татковци. Во таков час, кога ќе ги сретнеше нашите погледи стриче Силе Николовски, проклет да бидам. Дури тогаш ќе се сепнеше. Ќе нишнеше главата и како ништо со насмевка ќе речеше: Приказни, мили мои, не слушајте го будалата, велеше со најголема навреда за себе и дури тогаш се враќаше на случајот. Сонлив, земен, потресен мармореше: што голтно момченцево? Господе, се стресов. Ако го грабне сега за душникот, помислив кутриот ќејтен, кутриот мој пријател, проклет да бидам. Какви силни, здрави раце имаше стриче Силе Николовски. Доволно беше само еднаш два пати да те допрат тие раце каде што ти е болното место и веднаш ќе оздравиш. Ковчињата ќе ти ги намекне како со најубав илјач да те лекувал. Понекогаш стриче Силе Николовски се користеше и за други работи, но тоа не беше негова вина.
На разните служби понекогаш им помагаше на свој начин, што се вели лечеше од око. Се уште си спомнувам како едни од постарите домци ги однесоа. Проклет да бидам. На каков начин? Беше организиран општ преглед од око и стрича Силе Николовски од момче на момче се задржа на несреќникот и им рече: "Море момченци, ти нешто многу лошо ми изгледаш, имаш црно под очите. Ајде ти в болница за да видиме што е работата, како е да не е нешто заразно, опасно, да испитаме пиленце." Тогаш веќе знаевме тешко тој што ќе биде приведен в болница. За него веќе нема враќање назад. Кутрите никако не се дава. До последната капка сила се бореа, вика: "Не давајте не браќа, не!" Од тој миг само едно на Бога му се молев, Господ дух на стриче Силе Николовски, ќејтен да не го однесат в болница. Кога го свртија на лице ќејтеновиот син, ги видовме неговите кокоравени очи, силно стиснати усти, пенливи, со крвца. Па тој тргнал веќе, Бог да го прости, рече Силе Николовски. Ставете го в кревет, че свршено е со него. Ами некаков илјач да му се даде, рече татенцето се колнам. Токму така, рече илјач. Ами што илјачарито не Јаковлевски, рече стриче Силе. Попусто ќе ги троши мапчињата, свршено е со него, брате. Како ќе го спасуваш ако од нагас или маѓи или ако некој дух го вјавнал? Не ќе оди за долго Аритон Јаковлевски. Ноќва сила до изутрина, гледај го, коска и кожа, ќе му се распадне целото телце, ковче по ковче, ќе му се срони во него секое ковче. Таква е болест. Веќе, ако се случи некој чудо па да преживее, ама тогаш тоа ќе биде ужасна слика. За изложба Аритон Јаковлевски. Подобро да си ги собере парталите, час побрку. Мислеше на душата, проклет да бидам, ќејтеновата душа. Ако по некој случај пак остане жив, ќе биде слеп, може би глув. А ти гарантирам со глава дека ќе онеме. Проклет да бидам, ќе онеме. Така рече стриче Силе Николовски. Сепак, во тоа најцрно предскажување на нашиот домски лекар се криеше мојата и ќејтеновата најголема надеж. Знаевме, проклет да бидам, сите веќе знаевме од искуство, штом стриче Силе некого ќе отпише од живот, чекај си нешто најубаво. Тој ќе си живее потоа уште 100 години. Се колнам, ако стриче Силе Николовски лошо ти ја предскажеше работата, не плаши му се. Биди си 100% сигурен, ќе даде Бог, ќе помине. Да се плашиш друго да ти рече здравје, тогаш нема станување. Во таа смисла стриче Силе Николовски дотогаш не се помнеше да погрешил, тоа беше најголемата надеж. Ќе оздрави, бев пресреќен, проклет да бидам. Изулавев од среќа, викав, ќе оздрави. И татенцето, а и другите од управата се направија дека не ме чуле. Без збор поминаа преку овој мој лут испад. Ќејтеновата болест сосема ме зароби. Не ги видов ниту пролетта, ниту летото, ниту зимата кога дошле. Чином заедничка беше таа болест. Проклет да бидам. Заедничка. Очевидно некоја лоша, страшна треска, страв ја изгоре неговата душа. Целото лице, глава, раце, нозе, насекаде по телцето му беа изфрлени темни, црневи, малечки болчиња. Толку векови не го отвори своето светло око. Лежеше во сон, во некој чуден, долг сон. Проклет да бидам. 1000 векови траеше неговата болест. Спасот дојде од другата страна, неочекувано. Во домот живееше едно благо, незаменливо суштество, Аритоновата жена, Верна Јаковлевска. Неа човек ретко можеше да ја види надвор од својата собичка во која живееше затворено, тихо. Едни говореа дека старицата не е сосема при себе, побунета е малку, татенцето ја држи под клуч. По војната и го стрелале синот единец, значи татенцето имал син. Проклет да бидам. Син, измислува и други нешта, но никој не беше и го видел лицето одблизу. Таа живееше како лилјак, како ноќна птица. Долго време дури и не се знаеше за нејзиното присуство во домот, како да не живееше меѓу нас, меѓу луѓе. Прв пат ја видовме она ноќ крај водата, тогаш таа ми се причини нестварна, сенка, дух. Сега таа одеднаш неочекувано се појави во нашата спална.
Беше вечерен час за легнување, само што ги разместувавме кебенцата на креветчињата. Кога ненадејно се појави на вратата од нашата спална, сите ние одред останавме како заковани на своите места. Сигурно се исплашивме од нејзината неочекувана посета, нејзината страшна појава. Така како што работевме, останавме на место замрзнати. Рацете ни се пресекоа. Со неми очи се загледавме во оваа необична црна жена. Сета беше во црно. Проклет да бидам. Црно. Не подсеќаше на нешто страшно. На смртта што ја видовме во дворот. Гледајќи нашата збунетост, таа исто така еден час остана нерешителна на прагот од вратата, во часот како да се премислуваше. Но потоа, како да се досети за нешто многу важно, бргу стана и тргна кон новиот кревет. На крајот од собата во аголот, проклет да бидам, знаеше? Проклет да бидам, се спушти крај неговото постелче, видовме како му стави на челото рака. Нежно го помилува посокатеното лице. Мило мое, рече толку тивко, толку мило што нас како да не фати струја. Во часот се ослободивме од вкочанетоста, од страшниот мраз. Видовме, таа беше мајка, Ќејтенова мајка. Проклет да бидам, наша мајка. Рацете ѝ беа благородни, очите благи и полни со сјај, гласот тивок и познат, мил, мајчински, и го будеше сине, мило сине, му рече. Проклет да бидам, веднаш го познавме тој глас. Тој беше во нас, незаборавниот глас на нашите мајки. Тоа беше оној непознат глас што деноноќно ни се јавуваше, што не водеше кон Сентерлевиот рит. Тој миг да можеше да се продолжи во вечност. Се молев, ако некогаш нешто ќе може да се задржи, тогаш нека биде таа љубов на нашите мајки. О Боже, сето тоа толку беше убаво, страшно, вистинито, невистинито, единствено, блиско, болно. Проклет да бидам, мајка. По сонцето сигурно најсветла работа во светот се мајкините очи, нејзината безмерна љубов. Таа единствена, незаменлива љубов се колнам. Во страшниот сон ја чуу, нејзиниот глас го пробуди. Со изгорени усти, во сон, во маѓија, во занес, рече, мајко, мајчице мила. Се колнам, тој час засветка неговото болно око. Прв пат тој ден во неговите очи видов светла капка. Проклет да бидам. Тој плачеше. Ќејтеновиот син плачеше. Плачеше на свој начин, со светкавици во очите, како се што правеше на свој начин. Ќејтен, другар, сакав да го прегрнам. Никогаш да не го испуштам од моите прегратки. Сепак тој беше дете, исто како сите деца во домот. Се колнам, тој беше дете и покрај тоа што можеше ѓаволски да измислува, и покрај тоа што можеше да се однесува како голем човек. Видов, тој беше вистинско несреќно дете и во неговите гради тупкаше малечко здробено срце. Проклет да бидам. Се едно говореше, повторуваше, бладаше, мајко, мајко, мајчице моја. Непрестајно ја бараше, видов, проклет да бидам. На неговото лице повторно се јави онаа негова неизбришлива голема смеја. Проклет да бидам, се смееше. Луѓе мои, што сум лудувал тој ден. Чинев си од страв излегол од мене. Насекаде наоколу гледав како заитала водата. Се колнам, една огромна вода, бескрајно голема надеж. Проклет да бидам. Надеж.